Со регионален форум, младинска изложба и концерт на францускиот попејач Шарл Батист во Младинскиот културен центар денеска се одбележува празникот на франкофонијата во организација на Францускиот институт во Скопје. Добро дојдовте во Урбаните вести, а следно се најавите за денеска. Интензивно се реализира проектот со зеленило против загадувањето во општина Илинден. 27 март започнува 40-тото издание на манифестацијата Денови на македонската музика. Вечерва премиера на мюзиклот Тајно моја. Македонија по 8 пат дел од акцијата Час на планетата Земја. Децата од општина Ѓорче Петров ја посетија противпожарната единица. На неколку локации во населеното место Миладиновци денеска се одвиваше акцијата со зеленилото против загадувањето, при што се засадуваа листопадни и зимзелени садници. Претходно во рамки на истата акција за раззеленување на општина Илинден се засадуваа садници во населеното место Бујковци, како и останатите делови од општина Илинден. Проектот со зеленило против загадувањето, како дел од континуираните активности за заштита на животната средина на општина Илинден, интензивно се реализира на 20 локации на површина од 60.000 метри квадратни, каде што е предвидено да бидат засадени 1000 садници, со што ќе се даде значаен придонес во заштитата на животната средина и обезбедувањето на почист воздух. Во рамките на проектот што трае во текот на месец март, досега е извршено уредување и раззеленување на големиот дел од предвидените локации, на површина од 48.000 метри квадратни, при што се засадени околу 600 листопадни и зимзелени садници. Целта на овој проект е преку раззеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината, односно покрај пишачко-велосипедските патеки, површини покрај општинските улици и патишта, просторот околу домовите на култура, училишните дворови, просторот околу детската градинка, површините околу спортските терени и останатите јавни површини, да придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрувањето на условите за живење и квалитетот на живот во локалната заедница. Денешната акција за засадување на садници се одвиваше на повеќе локации во населеното место Миладиновци, меѓу кои во паркот, пред амбулантата и пред домот на културата, а во текот на изминатата недела се раззеленуваше и пред домот на култура во населеното место Бујковци. Ова акција трае во месец март и продолжува со незината реализација. Инаку целта на акцијата е преку уредување и озеленување на јавни површини, пред се покрај пешачко-велосипедските патеки, јавните улици и патишта, училишните дворови, спортските игралишта, дворовите околу домовите за култура, да се изврши уредување и озеленување на овие површини, пред се да се допринесе до подобрување на квалитетот на воздухот, унапредување на животната средина, како и до подобрување на квалитетот на живење во општината и пред се условите за живење во локалната заедница. Во овој еколошки проект се очекува да се вклучат компаниите што подлежат на А и Б интегрирана еколошка дозвола, пред се поради исполнување на законските обврски и обврските согласно издадените дозволи и елаборати за животна средина. Стопанските субјекти според законот за зеленило се должни да извршат раззеленување на најмалку 30% од градежната парцела на која е изграден објектот, а доколку не постојат услови да се изврши озеленување на градежната парцела, сопственикот на објектот е должен да подигне зеленило на простор утврден од единицата на локалната самоуправа. Поддржувачи на овој еколошки проект се граѓаните, учениците, младинците, пензионерите, бизнис секторот и вработените во општинските комунални претпријатија. Под мотото "Здружени да ја елиминираме туберкулозата, никој да не биде заборавен", денеска се одбележа Светскиот ден на туберкулозата. На одбележувањето беше истакнато дека бројот на заболени од туберкулоза се намалува, а се превземаат активности и за целосно одстранување на оваа болест до 2030 година. Во Македонија се намалува бројот на заболени од туберкулоза. Од 628 случаи во 2000 година, минатата година се регистрирани 267 случаи, што е за 17 помалку во однос на претходната година.
Иако бројот рапидно опаѓа, надлежните на Светскиот ден за борба против туберкулозата порачуваат дека активностите треба да продолжат и за да се постигне целта до 2030 година да нема заболени од туберкулоза. На денешното одбележување на Светскиот ден за борба против туберкулозата 24 март, Јованка Костовска од Министерството за здравство потенцира дека не се задоволни од овие бројки и посочи дека за борба против туберкулозата годинава се зголемени финансиските средства од 7 милиони лани на 25 милиони динари и дека и активностите се зголемуваат на 60% од претходно 10. Според неа, најважно е за туберкулозата навреме да се открие. Билјана Илиевска-Поповска, национален координатор за туберкулоза, потенцира дека лани во земјава починале 23 лица на постара возраст со туберкулоза и дека карактеристично е што причината за смртта било никое друго заболување. Бројот на оние кои повторно се разболуваат во Македонија се намалува и изнесува 8,6% или 23 повторно лекувани случаи. Меѓу болните 25 биле деца или 5,8% од вкупно регистрираните, како што посочи децата се од две семејства кои се разболеле од возрастни, бидејќи како што појасни децата до 10 годишна возраст не се преносители на инфекцијата. Последните години како се настојува да се каже дека повеќе фактори се клучни во нејзината контрола. Зошто никој да не биде заборавен, јас веќе спомнав, меѓутоа, минатата година 1/3 од лицата со туберкулоза не добиле соодветна здравствена заштита. Минатата година стигмата попречила да поголем број на лица успешно добијат здравствена нега и успешно да се излекуваат, така да онаа стигматизација, обележување на пациентите и како е присутно и сите сме свесни колку тоа пречи понекогаш нели за успешно лекување на болните од туберкулоза. 3 лица во светот умираат од туберкулоза или секој ден околу 4000 лица умираат од туберкулоза на глобално ниво. Според изнесените податоци, почесто заболува машката популација, од вкупниот број 63,3% се мажи. Лани е забележано и намалување на вонбелодробните форми со туберкулоза, кои изнесуваат 54 случаи или 20,2%, а случаите со белодробна локализација на туберкулоза изнесуваат 213 или 79,8%. Годинава Светскиот ден на борба против туберкулозата се одбележува под мотото "Здружени да ја елиминираме туберкулозата, никој да не биде заборавен". Со настапите на реномирани домашни и странски музички изведувачи ќе се одбележи 40-тото издание на фестивалот Денови на македонската музика, кој ќе започне на 27 март, а ќе заврши на 13 април. Честа да го отвори ова јубилејно издание на Денови на македонската музика му припадна на Драган Даутовски со концертот насловен Апокалиптикум. Од 27 март до 13 април ќе се одржува 40-тото издание на манифестацијата Денови на македонската музика во организација на Сојузот на композитори на Македонија. Годинава се прославуваат два значајни јубилеја: 70 години Соком и 40 години Денови на македонската музика. Овогодинешните денови на македонската музика ќе бидат збогатени со богат музички репертоар во изведба на домашни и странски врвни музичари, за кој информираше уметничкиот директор на фестивалот Јана Андреевска. Вака има еден широк диапазон програмата, како што ќе видите, значи има прво почнувајќи од отворањето, па потоа концертот на контемпора кој што е целосно посветен на младите композитори кои што беа наградувани на конкурсите, па преку Биг Бендот на Сдруженијето на џез музичари, па прославата на јубилеот на професорот Цанев, акузматична музика со танцов перформанс, концерт на хорот Проарс под диригентство на Сашо Татарчевски и потоа неколку странски ансамбли од Италија, Германија и Полска. И на затворањето е една исто така ретроспективна програма во која што се застапени Кирил Македонски, Тома Прошев, Ристо Аврамовски и Мајкл Вакрнчев. На свеченото отворање во понеделник во Македонската опера и балет ќе се одржи концерт на Драган Даутовски насловен Апокалиптикум. Покрај овие два јубилеја кои се прославуваат, јубилеј прославува и Драган Даутовски, кој истакна дека со овој концерт се посветува внимание само на инструменталниот дел од неговото творештво. И јас имам некој така скриен јубилеј, стари 40 години на сцена. Самиот концерт и самата таа
Идеја да бидеме на сцена двајца артисти, значи половината од мојот квартет, и да посветиме внимание само на инструменталниот дел од нашето творештво, говори дека максимално јас и Радко се посветуваме токму на тие животворни звучни енергии кои што практично можеби ќе бидат некаква влезница или прозор или показател дека треба конечно да се вратиме кон некакви изворишта. Апокалиптикум ќе проговори на јазикот, на прастариот јазик, односно прајазикот, тоа е музиката. И самите звуци, самата музика ќе си го резимира она што сме сакале, односно што сакаме да го порачаме со нашиот проект Апокалиптикум. Оваа година дефинитивно е во знакот на одбележување јубилеи, па така по повод 80 годишнината на Благој Цанев ќе се одржи концерт на 4 април во Македонската опера и балет од 20 часот. Цанев истакна дека му представува задоволство и чест што ќе биде во друштво со делата на оние луѓе кои ги поставиле темелите на ова здружение. А годинава нивните дела се дел од програмата на деновите на македонската музика. Немаше да се осеќам пријатно ако во програмата, кога ја разгледав, не се најдоа 16, точно бројка 16 наши колеги починати со кои јас сум пиел кафе во овие простории. За пофала е што сите они оваа година се застапени со дел од своето творештво. Во оваа година, кога се прават така големи два јубилеа, не ги заборавиле сите тие кои што ги ставиле темелите на ова здружение. Мојот концерт, кој што е авторски, сметам дека е уште поиздржлив, затоа што ќе бидам во истото друштво со тие што, како што реков, сум пиел кафе овде. Овогодинешното издание на Денови на македонската музика ќе биде затворено со концерт на Македонската филхармонија во Домот на Арама од 20 часот, а прославувањето на јубилеот ќе продолжи во текот на целата година, каде ќе има низа на концерти на кои ќе се представуваат делата. Македонската публика вечерва ќе има можност да присуствува на премиерното прикажување на мюзиклот во чест на Тоше Проески Тајно моја. Мюзиклот е базиран на голем број музички хитови на Тоше Проески, како Тајно моја, Немаш ни благодарам, Игри без граници, Полско цвеќе, Усни на усни, Сонце во твоите руси коси и The Hardest Thing. Мюзиклот Тајно моја посветен на Тоше Проески. Вечер премиерно ќе биде изведен во Македонската опера и балет. Проектот е дел од годишната програма на Министерството за култура и копродукција со Фондацијата Тоше Проески во чест на неголемата македонска музичка звезда по повод 10 години од неговата прерана смрт. Тајно моја е љубовна приказна за двајца млади чија љубов пламнува за миг, но нивните разлики ќе ја доведат во прашање. Македонските Ромео и Јулија се сместени во периодот на транзицијата, на почетокот на 21 век, кога љубовта ги милува и освојува сите срца преку нотите и стиховите на Тоше Проески. Двата чина на мюзиклот Тајно моја ќе се обидат да дадат одговори на прашањата дали љубовта и музиката може да го спасат светот, како и на прашањата поврзани со другарството, пакоста, алчноста, осаменоста, желбата да се успее, стравот, надежта и љубовта. Мюзиклот е базиран на голем број музички хитови на Тоше Проески, како Тајно моја, Немаш ни благодарам, Игри без граници, Полско цвеќе, Усни на усни, Сонце во твоите руси коси, The Hardest Thing. Режисер е Тони Михајловски, а главните улоги ќе ги толкуваат Антонија Гиговска и Денис Димовски. Во мюзиклот учествува целиот ансамбл, оркестарот, хорот и балетот Примоб, како и детскиот хор Фалесто. Дел од актерската екипа се Игор Џамбазов, Весна Петрушевска, Арна Шијак и Дејан Лилиќ. Либретист е текстописецот и драматург Огнен Неделковски, а автори на новите аранжмани на песните на Тоше се композиторите Кокан Димушевски и Сони Петровски. Кореограф на мюзиклот е Олга Панго, сценограф Марија Ветероска, а костимограф Марија Попучевска. Како што е објавено на репертоарот на Македонската опера и балет, првата реприза е на 26 март, а втората на 28 март.
8 година поред Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска еколошка акција Часот на планетата Земја, кога во 20 часот и 30 минути по локално време, во период од 1 час во мрак ќе потонат над 178 земји и 7000 града широм светот. Со исклучување на осветлувањето на одредени локации во Скопје и Охрид, утре по 8 пат Македонија ќе се вклучи во одбележувањето на големата светска еколошка акција Час на планетата Земја. Осветлувањето во Македонија ќе биде исклучено во 20 часот и 30 минути по локално време, во период од 1 час кога во мрак ќе бидат над 178 земји и 7000 градови во светот. Организаторот на овој настан во Македонија информира дека поради актуелната ситуација во државата, годинава ќе бидат исклучени само одредени локации во Скопје и Охрид. Поради актуелната сеопфатна ситуација во државата, која за жал има влијание и врз граѓанскиот сектор, оваа година решивме да го намалиме интензитетот на акцијата и да организираме само исклучување на осветлувањето на одредени локации во Скопје и Охрид, а останатите активности кои ги планиравме ќе бидат распределени во текот на годината, се истакнува во соопштението. Во централното градско подрачје со поддршка од град Скопје, во мрак ќе потонат плоштадот Македонија со спомениците Порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Македонскиот народен театар, Музеот на македонската борба, Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, Колонада, Јавното обвинителство на Република Македонија, Министерството за надворешни работи, Мостот Око и Мостот на уметноста. Во Охрид пак во мрак ќе бидат црквата Свети Јован Канео и Самуиловите тврдини. Своја поддршка кон акцијата најави Македонски телеком со исклучување на административната зграда во центарот на Скопје, како и цементарницата Усје, која ќе ги исклучи светилките и сите мелници за цемент во својата фабрика. И оваа година Македонија има свое место во глобалната видеореклама, која се користи за светска промоција на акцијата, а вметнатиот инсерт од исклучувањето на плоштадот во Скопје може да се види во 26-та секунда од спотот. Со символично исклучување на осветлувањето, милиони луѓе широм светот ќе испратат порака за спас на планетата Земја. Оваа година во Македонија под мотото Заблеска и светлина на климатските промени, кампањата се фокусира на сериозноста на проблемот поврзан со забрзаното менување на климата, но и ја промовира идејата дека сите ја имаме моќта да направиме промена, односно обединети да ги промениме климатските промени. Во рамки на одбележувањето на Часот на планетата Земја, Центарот за климатски промени во повеќе училишта во Скопје и во Охрид ќе прави работилници на тема Часот на планетата Земја, на кои ќе бидат изработувани рачни ракотворби, постер од пластични капачиња, ветерен парк од комунален отпад, постер изработен со стари светилки и останати ракотворби, кои потоа ќе бидат изложени во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Со цел подигнување на свеста кај граѓаните за значењето на хуманоста, но и обезбедување на прехранбени производи за семејства во социјален ризик, во недела пред Вирот Афталиџе ќе биде поставен пункт за собирање на храна. Сите кои ќе донираат ќе добијат подарок кошула. Коалицијата Боите на животот во соработка со компанијата Албатрос организираат хуманитарна акција под мотото Подари храна и доби подарок, во која ќе се собира најразновидна храна за социјално загрозените семејства. За таа цел во недела на 26 март од 10 до 15 часот ќе биде отворен пункт пред Вирот Афталиџе, каде што секој граѓанин ќе има можност да донира храна, која ќе биде поделена на социјално загрозените семејства, а организаторите ќе му подарат кошула од Албатрос на секој кој ќе донира храна. Целта на оваа хуманитарна акција е подигнување на свеста кај граѓаните, развивање на својата хуманост, но и желбата да се помогне на другите, на оние кои имаат помалку или воопшто немаат. Хуманоста е доблест, секој може да биде хуман на некој начин. Покажете ја и вие вашата хуманост во недела. Во рамки на одбележувањето на 30 годишниот јубилеј, ученици од основното училиште Тихомир Милушевски денеска беа во посета на противпожарната единица во Јорче Петров. Целта на посетата е најмладите да се запознаат со основните постапки и со важноста од противпожарната заштита, причинителите за настанување пожари и заштитата од истите, како во училиштето, така и во домовите.
Ученици од основното училиште Тихомир Милушевски ја посетија противпожарната единица во општина Ѓорче Петров и на лице место има можност да се запознаат со работата на пожарникарите. Го разгледуваа возниот парк со кој располага единицата и им беа објаснети постапките во случај на пожар и други елементарни непогоди. Целта на посетата е најмладите да се запознаат со основните постапки и со важноста од противпожарната заштита, причинителите за настанување пожари и заштита од истите, како во училиштето, така и во домовите. Ваквите обуки кои треба да ја подигнат свеста на најмладите за опасностите од пожари, ќе се реализираат и во другите училишта во општината. Именно основното училиште Тихомир Милушевски кон крајот на месецот ќе одбележи 30 години јубилеј од осамостојувањето на училиштето, со бројни активности како литературни и ликовни конкурси, доделување награди и признанија и театарска представа за ликот и делото на патронот. 9 градинки од Македонија, меѓу кои и скопските градинки Детска радост од Газибаба, Гоце Делчев од Илинден и Срничка и Бубамара од Аеродром, добија еко-грантови од Европската унија како дел од проектот ЕУ за тебе. Грантови за еколошки проекти на тема енергија, вода, управување со отпад и чист воздух добија 9 градинки од Македонија во рамки на програмата за мали грантови. Финансиска поддршка за спроведување на еколошки проекти во висина од 1700 и 500 евра се обезбедени од делегацијата на Европската унија како дел од кампањата ЕУ за тебе на тема чиста животна средина со цел да се намали загадувањето и да се обезбеди чиста животна средина за сите. Еко-грантови добија детските градинки Астибо и Вера Циривири Трина во општина Штип, Срничка и Бубамара во општина Аеродром, Гоце Делчев во општина Велес, Детска радост во општина Газибаба, Гоце Делчев во општина Илинден и 7 септември во општина Пехчево. Грантовите официјално ги додели шефот на делегацијата на Европската унија Самуел Жбогар вчера во ЕУ Инфо центарот во Скопје. Програма за мали грантови се спроведува од Сдруженијето за едукација, комуникација и консалтинг ОХО. Во четвртата саемска хала на саемот за мебел ве очекува најпрепознатливиот бренд за производство и продажба на мебел Дени Мебел, кој нуди голем саемски попуст на нивните производи. Дени Мебел, 20 години, е еден од најпрепознатливите брендови за производство и продажба на мебел. За нивните потреби работат две фабрики, односно 93 Дени компани за тапациран мебел, која се наоѓа во Прилеп со површина од 9500 метри квадратни, и столичара Дени за производство на дрвени столици и маси лоцирана во Македонски Брод на површина од 7500 метри квадратни. Поголем дел од производството е наменето за угостителски мебел, опремување на хотели, ресторани, кафе-барови, летни тераси, плажи, базени и други угостителски објекти, канцеларијски мебел, училишен мебел и мебел за дома. Дени Мебел располага и со богат избор на гарнитури за градини и жардинјери. Сите производи се изработени од материјали со проверен квалитет кои ги задоволуваат сите пропишани стандарди. Се произведува мебел од дрво и верица, медијапан и метал. Како и секогаш, Дени Мебел и на овој саем на мебел 2017 ќе ве изненади со големиот саемски попуст. Посетете ги во четвртата саемска хала. Ве очекуваат. Во стаклината хала пред управната зграда на Скопски саем се наоѓа изложбениот простор на Продизајн, чија главна дејност е продажба на висококвалитетни плочести материјали и оков за изработка на мебел, како и вршење на услуги поврзани со процесот на изработка на мебел и делови од мебел. Благодарение на употребата на несовремената технологија при третирање на материјалите, Продизајн нуди прецизна и висококвалитетна обработка на истите. Продизајн е предпријатие кое повеќе од 15 години ви нуди поддршка при реализирање на вашите проекти за уредување на домот, деловни објекти и јавни установи. Продизајн ви нуди широк асортиман на плочести материјали како и висококвалитетен функционален и декоративен оков. Со развивање на технологијата за производство и обработка на плочести материјали, како и зголемената побарувачка на плочест мебел, се наметнува потребата за побрзо, попрецизно и современо реализирање на вашите проекти. Затоа тимот на Продизајн користи современ софтвер, како и компјутерски управувани машини кои овозможуваат вашата идеја најбрзо да се реализира. Оваа година сакам да кажам дека за прв пат Продизајн почна да ги увезува игер и вирките со новата колекција 2017-2019 година. Тоа е она што е најкарактеристично кај нас оваа година и представувањето на сајмот, дека од сега па натаму
новата ексклузивна колекција Негер ќе може да ја најдете само кај нас во Македонија. Друго што би сакала да кажам дека освен тоа што го представуваме Егер како главен бренд на ProDesign од сега па натаму, исто така фирмата покрај тоа што се занимава со продажба на плочести материјали, нудиме и многу услуги кои што се пропратни за она што би требало да се добие на крај како финален продукт. За едно парче мебел, тоа се кроење на иверките, кантирање и многу ценце услуги кои што исто така сме уникатни за одредени работи кои што не може да се најдат на друго место во Македонија. Освен тоа има и многу пропратно, продаваме и оков. Се очекува од мај па натака да воведеме еден нов бренд за оков, се работи за Хетек, германски производ, кој што исто така се надеваме дека исто така ќе биде добар продукт и представување за нас. Главната цел на ProDesign е клиентите да го користат поголемиот дел од времето во креативно развивање на нивните проекти, а конструктивната разработка и реализација да го добијат со користење на услугите кои ги нуди ProDesign. На тој начин клиентите добиваат поквалитетен дизајн, готови производи со фабричка прецизност и зголемен обем на работа. 25-годишната традиција предзнак за квалитет на компанијата за производство и продажба на мебел Јумис. Деновиве со својата луксузна колекција е присутна на саемот за мебел во стаклената хала М1. Во стаклената хала М1 на Скопски саем во рамки на 43-тото издание на саемот за мебел се наоѓаат производите од најновата колекција на Јумис Лакшери. Најатрактивната и најуредената изложбена просторија веќе втор ден на посетителите им нуди голем избор на луксузен првокласен мебел, секогаш во чекор со највисоките светски стандарди. На овогодинешниот саем на мебел Јумис Лакшери го доби признанието за најдобар експонат кујна во категоријата производители. Недобрата кујна беше стручно оценета од комисија составена од представници од архитектонскиот факултет, факултетот за дизајн и технологија на мебел, Асоциацијата на архитекти, кластерот на дрвна индустрија и од Министерството за економија на Македонија. Под мотото луксузен стил на живот, целта на компанијата која на пазарот постои четврт век е да понуди мебел и целосни решенија за уредување на внатрешниот простор со модерен и рафиниран дизајн, изработени со несовремена технологија и висококвалитетни материјали. Јумис мебел нуди свежина, естетско совршенство, совршен дизајн исполнет со традиција и стил, а воедно македонско производство што гарантира квалитет. Покрај производите од сопствено производство, брендот Јумис Лакшери нуди и производи од врвни и реномирани брендови за мебел од Италија, водејќи се од идејата дека нема поголем луксус од вашиот сопствен дом. Јумис со своите производи нуди функционалност, флексибилност, естетика и елеганција, нова вредност во секојдневното живење. Дневната температура од утре ќе има тенденција на опаѓање. Од почетокот на наредната недела се очекува позначителна промена на временската состојба. Од северозапад ќе најде релативно влажен бран, а од север ќе се спушта постуден воздух и ќе предизвика нагло опаѓање на температурата и промена на временската состојба. Ќе има зголемена облачност и врнежи од дожд, а на некои повисоки места и на планините се очекуваат и врнежи од снег. Повеќе детали околу временската прогноза во продолжение од Математика.
И уште една информација пред да се одјавиме. Заради технички зафати во електромрежата, без струја во понеделник ќе останат делови од општините Сарај, Киселавода и Шуто Оризари, информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Во периодот од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од село Рашче кај Долна џамија во општина Сарај. Од 10 до 13 часот корисниците од улицата Браќа Грим во општина Киселавода, а од 9 до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Злитовска, од улицата Брстјачка Буна и од улицата Нов живот во општина Шуто Оризари. Со оваа информација го завршуваме и ова петочно издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен остаток од денот и убав викенд. Довидување.